Овој протест или движење го поддржувам затоа што бев изиритиран уште од примопредавањето на должност на новиот министар за одбрана. Он не се придржа по протоколот. Наводно, последната реченица не ја прочитал до на составеното обраѓање при протоколот. Меѓутоа, сакам и да направам една дистинкција. Секој од нас која ќе добие некоја понуда за политичка функција, нема роден кој ќе ја одбие. Немам толку замерка на Талат Џафери, него на неговиот предлагач за министер. Неговиот предлагач за министер, мислам дека нема служена војска и го нема тој осеќај што значи да бидеш војник. Што значи во униформа да слушаш химна на својата земја и да даваш заклетва дека ќе бидеш верен на својата татковина. Едно тоа. Друго, мислам дека за овој предлог што даде, дека е уценет од партнерите во владата, коалиционите партнери, или може да е трета можност, намерно да е предлаган Талат Џафери, затоа што се знае знае премиерот дека тоа ќе подигне револт, ќе има протести и со тоа им врши дефокусирање на јавноста општа, зашто има проблеми, а за тоа тој после ќе окрива некого трет, четврт, дека тој стои позади тие протести, тој си пери од себе својата вина. И што е најтрагично во сето ова? Овие слепите пошлуците на премиерот еволуира и отидоа во кон катодата. Значи, негативно еволуира. Сега не се само слепи, него се и глуви и неми. Ни слушнаа што кажа, ни малку кажа пример, ни на тоа реагира. Значи, ова беше неговиот одговор беше во една реченица за трите овие министри што ги ротира, што ги заменуваше. И сега не би должел повише, мислам да не видам спружена некоја насловна страна, би завршил со изјавата.